Одлуката на владата е за локалната самоуправа. Знамето од Вергина е тргнато од символо од знамето од 95-та година, така да не знам зошто сега се отвора тоа прашање. Со Преспанскиот договор е јасен, тоа да не се користи за државните институции, се разбери за локалните институции и сега дојде моментот тоа одредба да се имплементира. Преспанскиот договор е прифатен од собранието со двотретинско мнозинство и граѓаните се запознати со чекорите кои што следуваат, а во однос на приватното користење на знамето, јас лично не знам доколку сакам да го користам, кој би можел да ме забрани со тоа. Сигурно во дворовите во Грција може и да се користи било што и никој не може да му забрани. Исто и тука на приватен имот кој сака што сака може да си става дома. Не е ова инквизиција да ги гониме луѓето, но за државните институции треба да го почитуваат законот, а за непочитувањето на законите се разбира има санкции. За кои се тие санкции не можам попрецизно. Сега ме прашавте за општините, за граѓаните, мое лично мислење е дека нема кој мене да ме казни доколку си носам некој символ од Вергинета, нека ме казнат, не е Министре, спорно. прашав конкретно за општините, што дел од општините на своите општински знамења и грбови го имаат токму овој символ. Се согласувам дека тие треба да ги променат тие символи, а мислам дека за спомениците кои што се во некои градови треба само да се обележи дека тоа е споменик од античкиот период, така од еленистичкиот период, така некако, значи не да се отстрануваат, туку да се во фуснота да се наведи за кој период станува збор конкретен споменик. Мислам дека тие се неколку за Битола, за Прилеп и да. Не за градовите, за спомениците од Александар Македонски, за Филип II и така.